Овој викенд Велес по 13 пат ќе биде домаќин на питата и виното. Оваа манифестација по која што Велес стана препознатлив, можеме да кажеме дека е голем белег за нашиот град. Нешто повеќе за оваа манифестација и за се она што ќе се случува овој викенд во Велес ќе разговараме со Катица Чадиева, представник од општина Велес. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Докаде се подготовките за оваа манифестација? Сите нетрпливо ја очекуваме, сите велешани, а се надеваме и останатите граѓани од нашата земја. Докаде се подготовките за истата? Па, подготовките привршуваат, се е веќе организацијски завршено, останува уште теренците да си ја завршат работата. Велешани приметија од утрово дека веќе регулирање на сообраќајот има по новиот режим на сообраќај ќе се одвива. Негде околу пладне ќе почне и поставувањето на штандовите, значи од 8:30 веќе започна и монтирањето на бината. Техничките работи треба да завршат некаде до утре изутрина. Подготвени сме и го чекаме моментот на почетокот во 17 часот. Новина на оваа питијада ќе биде организирањето на олдтајмери. Околу 350 велосипедисти од земјава ќе учествуваат на трката во градот. Кога таа ќе се одржи и нешто повеќе да ми кажете за овој настан? Па сите пропратни манифестации што се случуваат на питијадата се по барање на организаторите на тие манифестации. Значи тие процениле дека Велес ќе биде центар на Македонија во овие 3 дена и сакаат нивната работа, нивната активност да биде видена од поголем број на публика, затоа што ние очекуваме да се зголеми двојно жителството на градот во овие 3 дена, значи ако е градот 46.000, ние очекуваме во овие 3 дена да поминат најмалку 50.000 посетители. Очекуваме ударот да биде во сабота, затоа што во сабота почнува викендот и од другите градови заинтересираните можат да дојдат да присуствуваат и на концертите, меѓутоа и преку ден, и заради тоа и олдтајмерите од цела Македонија изразија желба своите возила да ги прикажат, да ги изложат во Велес. Олдтајмерите ќе бидат поставени од новиот кружен тек на улица Благо Ѓорев, па се до почетокот, до крајот на улицата, до бината фактички. Гледано озгора, тоа ќе му дојде од десната страна, спроти штандовите, а велосипедистите во недела ќе дојдат, некаде од 10 часот ќе биде нивниот старт, а негде околу 15 часот ќе пристигнат од својата обиколка во пределот на Азот ќе се води трката, ќе се вози трката. Значи, ова е можност сите клубови, сите здруженија на граѓани, сите фирми да се ги поканат своите членови, ако се работи за здруженија на граѓани, и своите деловни партнери, ако се работи за фирми, да дојдат и да бидат гости во Велес, затоа што знаете дека ние сме познати како добри домаќини, не само организаторот на питијадата, туку и општо велешани, и очекуваат сите да имаат многу гости во овој викенд што ни престои. Се знае ли колку винари и угостители ќе учествуваат на оваа питијада? Вкупната бројка на штандови е 29, со тоа што некои дупли штандови, значи еден штанд изнесува 6 метра, меѓутоа имаме случаи кога винарија и угостител се здружени, заедно настапуваат и тогаш тие штандови се и поголеми, и по 12 метра, се двојни, за да може на исто место да се вкуси и пита и да се напијат вино. Гостите, значи праксата во минатите години покажа дека многу е по-комерцијално исплатливо ако една винарија и еден угостител се здружат и заедно се представат. Лани се продадоа 41.300 пити и 9.700 литри вино. Се очекува ли годинава да се продаде повеќе? Минатата година, заради временските услови, се продадоа помалку пити отколку претходната година. Значи 2014 имаше продадено повеќе пити и вино отколку 2015, затоа што временските услови го намалија бројот на посетители од надвор.
Оваа година се очекува многу повеќе да се продаде, да се сруши рекордот, затоа што гледајќи ја прогнозата очекуваме да имаме убаво време. Ќе имаме и ова утро ни известие од управата за хидрометеоролошки работи дека сабота и недела се очекува да има убаво сончево време. Нешто ни најавија за утре дека ќе имаме врнежи од дожд. Да, меѓутоа до пладне. Значи после пладне се очекува да се расчисти времето и мислам дека оваа година временската прогноза ќе биде наклонета на наша страна. Да, се надеваме. Да, се надеваме дека така ќе биде, дека сите ќе можат да излезат, па и гостите, нели, што ќе дојдат од другите градови да учествуваат. Покрај питата и виното, оваа година гостите ќе уживаат и во одлична музика, па еве малку да ги запознаеме гледачите кои се пејачи ќе може да ги видат на оваа манифестација. Ние направивме веќе добра анимација на програмата, значи не само Велешани, туку и цела Македонија ја знаат програмата што ќе се случува на бината за време на питијадата, затоа што има организирани превози преку туристичките агенции кои што со автобуси ќе пристигнат во Велес. И ние ја дадовме таа понуда на време, меѓутоа има и многу пензионери кои што ги го посетат нашиот град, затоа што овој викенд е токму оној кога пензионерите имаат бесплатен превоз. Ќе може да уживаат во 3 вечери. Да. Првата вечер на народна музика ќе ни гостуваат Елена Велевска, Јордан Митев, придружувани од групата Виртус, и една млада пејачка од Велес, Мирјана Јовановска, која што ќе ја промовираме овој пат, заедно со групата Виртус се разбира. Групата Маестро, Љубојна и звезда на вечерта ќе биде Каролина Гочева. Програмата официјално ќе започне во 17 часот. Мислам, ќе започне во 17 часот со, како што приличи на Велес, со Велешката чалгија. Ќе уживаме 30 на минути во звуците на Велешката чалгија. Потоа најмладите ќе се качат на бината, дечињата од градинката, дечињата од балетското студио Анабела и Црните мачиња. Заведнаш потоа и официјално градоначалникот да ја прогласи питијадата за отворена и после тоа заедно со најмалите играорци да се одигра едно рамно велешко оро на бината кое што ќе го означи и вистински почетокот на оваа манифестација. Потоа ќе си почне и редовниот програмски дел на уметниците што веќе ги кажав. Наредниот ден, значи во сабота, очекуваме некаде од 15 до 18 часот да се појават културно-уметничките друштва со свој настап. Ќе се појави и коктел бенд со свој настап, значи единствена велешка група која што сакаше да се представи на манифестацијата. Се разбира, Виртус професионално ќе си настапат онака како што треба, со свој репертуари, со репертуарот на гостите кои што не доаѓаат со свој бенд во првата вечер, а втората вечер велешка група која што ќе настапи ќе биде коктел бенд. После тоа имаме од младите Антонија Гиговска, тоа е една звезда од овие младиве пејачи која што ја промовира Македонија надвор од нашите граници. Мики Секуловски, Наташа Малинкова, исто така се една група на млади кои што се малку повозрастни од овие првиве. И потоа започнува Дани Димитровска со својот бенд, Тропико бенд и звезда на вечерта е Жеко Јоксимовиќ. Очекуваме дека оваа вечер ќе имаме и огномет. А се знае само не можем да ви кажам точно кога ќе биде огнометот. Така? А дали се знае точно кога и Жејко ќе пристигне или веќе е пристигнат? Жејко треба да пристигне утре, за да има време убаво да се одмори, да има време убаво да проба, значи ќе има тонска проба во текот на претпладневните часови во сабота и така. Вечерта ќе го круниса, значи ќе го заврши настапот неговиот концерт. Да, јас мислам дека да и овој настап ќе биде највеќе посетен, бидејќи станува за голема звезда. Гледавме ние, нормално мораме да видиме што прават и другите градови кога организираат големи манифестации. Главните звезди ги оставаат за во недела. Ние смислено главната звезда ја ставивме во сабота, за да можат сите долго во ноќта да уживаат во музиката и да можат наредниот ден убаво да се одморат, бидејќи неработен недела неработен ден.
и токму заради тоа ударна вечер ни е сабота, што не значи дека во неделата е намален квалитетот. Напротив, неделата ни е прекрасна музички. Имаме, исто така добра музичка на почетокот програма. до 18 часот ќе имаме културно-уметнички друштва и велешки бендови ќе се представат. Тука ќе ни се представат The Chicks, младите девојчиња кои што ме подсетуваат мене барем лично на Фрајле од Нови Сад. Тие се новата музичка надеж на градот. Потоа IQ, Нокаут, ДНК и Звезда оваа вечер ќе биде затворањето на питијадата ќе биде со музиката на Ван Гог. Очекуваме дека ќе биде секако што треба, дека ќе ни послужи времето да сите концерти да бидат проследени со големо внимание. Позитивна енергија има на сите страни, значи и од угостителите, и од учесниците во музичкиот дел, и од оние кои што се ангажирани тоа целото да помине така како што треба. Невидливите волшебни раце на Дервен, кои што треба да ги испочитуваат сите законски норми, да постават одвод и довод до секој штанд, осветлувањето да биде како што треба, хигиената да не се примети дека предходната вечер имало нешто, затоа пак Дервен ќе се погрижи. Да, но мислам наутро дека да биде се чисто. Секоја година се завршува во најдобар ред. Во најдобар Може ред, да се забележи. Да. И она што е главната мерка на секој организатор е да не дозволи да има инциденти, се да помине безпрекорно, во најдобар ред, без разлика, без оглед на тоа што ќе се точи алкохол, се да си помине во најдобар ред. Значи, тоа е нашето најголемо внимание е насочено кон мерките за обезбедување. И оваа година исто така ќе се направи Джиновската пита. Лани беше долга 3,5 метри, широка 1 метар. Оваа година дали ќе се постигне поголем рекорд? Јас сум убедена дека ќе се постигне рекордот, меѓутоа тоа пак ќе зависи од пекарата и од мајсторите што ќе ја прават. За разлика од претходните години, кога некаде околу пладне ја сечевме Джиновската пита, сега ќе ја сечеме во сабота во 18 часот, кога очекуваме веќе да биде и преполни штандовите и просторот пред бината, значи некаде во 18 часот во сабота ќе се сече Джиновската пита и овој пат таа нема да има комерцијален дел, туку ќе биде хуманитарна во соработка со Црвениот крст и нивните волонтери. Питата ќе ја поделиме меѓу заинтересираните граѓани, по едно мало парче секој да проба, а доброволниот прилог од тоа што ќе си купат парче од големата пита ќе оди во касичките на Црвениот крст. За онаа намена за која што тие ќе одлучат дека е најпотребно да се потрошат тие средства. Така. За питата се знае дека постои во Верес уште многу одамна. Предлагам сега во моментов да погледнеме еден прилог доколку е веќе направен од режија и да ги потсетиме граѓаните, сите оние гледачи кои што во моментов ја следат нашата утринска програма, да ја погледнеме историјата на велешката пита пастармалија. Почетоците на овие мои, да речем, пишувања се слеја некако точно со тој период кога прво велешката пастармалија доживуваше една, да речем, настанот питијадата доживуваше една прекретница кога веќе општина Велес започна масовно да ја промовира како еден така настан и така да во тоа време ми дојде во раците еден документ, турски документ, едно писмо, еден турски висок офицер, во кое тој опишува еден историски настан што се одвивал во Велес во средината на 19 век, значи се однесува за Ахмед Паша, главниот би рекол полицаец во тогашна Румелија, со седиште во манастир, односно во Битола, и тоа што е бил повикан односно бил испратен во Велес да проследи еден настан што во велешката историја е познат како
протерувањето на грекоманот, грчкиот владика Антим од Велешката епархија. Велешани се кренале на своевиден бунт против грекоманот, кој освен алчноста покушал да ги на некој начин да ги елинизира велешаните, значи своите проповеди ги држал исклучио на грчки јазик, па велешани се побуниле и историски гледано дури дошло значи до ушите на портата во Истанбул тоа. Велешани поднеле една своја петиција во која се подпишале околу 70 значи домаќини, врвни трговци, интелектуалци во тогашно време, и тие барале смена на тој владик. Меѓутоа владиката од своја страна па превзел некои мерки и така дошло до една ситуација да во Истанбул се прочула веста дека во Велес се спрема восстание против султанот. За таа цел, за да се проверат тие наводи, бил испратен Ахмет Паша. Тој дошол со својата војска, односно со своите запти, некаде околу 1500 коњаници. Во Велес ја исследил работата, испитал што станува, значи во Велес видел дека всушност никаква буна против султанот нема, туку буната е точно против владиката. И на некој начин посредувал владиката да се расчини и Велешани го, тој е првиот владика што бил избричен, го ја соблекле мантијата и го пуштиле така да си оди надвор од Велес. Значи, тоа се историски моменти, меѓутоа интересно е што на крајот, кога давал извештај во Истанбул, Ахмет Паша напишал едно писмо во кое кажува дека кога дошол во Велес, велешани значи многу лесно, брзо се снашле со искраната на војската турска, значи тогаш турската војска била така поставена каде што ќе дошла, градот си ја презимал грижата за незината искрана, односно за ранењето на војската. Па Велешани кажува дека направиле едно јадење кое изгледало така и така, било со јајца, било со пастрма и дека многу било вкусно. Значи тој во ствари 1869 година за прв пат во еден пишан документ потенцирал, односно ја на некој начин го кажал рецептот, односно ја представил Велешката пита пастрмајлија. Нека извина другите, значи градови што претендираа за некоја пастремајлија, пита пастремајлија, меѓутоа едина пита пастремајлија во тоа време била Велешката. Велешката пита пастремајлија била позната и опишена дури во документите во Истанбул. Од прилогот видовме дека питата е најстариот велешки специјалитет и впрочем нема куќе, нема домакинка кој што дома не подготвува пита. Како ова исхрана, оваа пита стана бренд на градот? Точно е, значи во документите забележена 1869 година. Меѓутоа тогаш е запишан, а за да стане еден производ запишан, сигурно дека велешани не експериментирале на таа 2000 војска како се прави пита, туку ја правеле многу пред тоа во своите домаќинства и треба да се каже дека тоа е била храна на сиромашните. Во времето кога најмногу се консумирала пита пастрмајлија во оригинал, значи само со пастрма, со тесто и со јајца, е периодот кога Велес бил во најголемиот економски подем, кога трговците тргувале со кожи од кози и од овци со Солунското пристаниште, а месото било нус производ, не било главен производ на кожарите и за да не се фрла, тие го солеле и го правеле пастрма. И се продавало многу ефтино. И немало куќа која што немала месо. И затоа домакинките, вештите домакинки,
кога требало од ништо да направат нешто, меселе тесто, ставале пастрма и така настанала питата пастрмалија. Нешто слично како што во Италија е бренд пицата, значи храната на сиромашните. Таму има многу доматно пире, тесто и домати, и тоа е првата оригинална пица која што станала бренд на Италија. Со текот на годините, нормално, дека како растел стандардот на граѓаните, така се модифицирале и продуктите што се ставаат во неа. Меѓутоа, она што е пита пастрмалија во оригинал, значи свинско месо, пастрма, задолжително присуство на пастрма, јајца, свинска маст, кажавме, и тесто е само во Велес. Сите други се многу вкусни, многу убави, меѓутоа различни производи од Велешкиот. Не можеме да споредуваме, како што не можеме ѓозлемето велешко со ѓомлезето охридско, така не можеме да го споредиме ни велешката пита пастрмалија со штипската или со кратовската или со светиниколската, значи нема ривалство тука. За вкусовите не се дискутира, тоа станува збор за различни производи, а ние сме горди на нашиот производ и тој е бренд на Велес токму заради тоа. Вие сте млади, не се сеќавате, меѓутоа сите постари гледачи ќе се сетат на долгите редици во Житовардар, кога наутро во недела домакинките ќе им го спремат мастрафот на мажите и ќе ги испратат да чекаат ред за да донесат за ручек пита пастрмалија, да можат тие во недела да си ја исчистат куќата, да се посветат на домакинските работи, да не готват неделен ручек, да им дојдат гости од Скопје и од другите градови, од страна, и да ги угостат со прекрасна велешка пита пастрмалија. Јас не знам дали во негдека 60-тите, 50-тите години од минатиот сега, од 20-тиот век, во другите градови одел некој наручек на пита, ама во Велес сигурна сум дека доаѓале и доаѓаат веќе 7 децении. Од цела Македонија да се ручаат во Велес. Порано кај пријателите, кај роднините, а сега во рестораните. Ако направите една анкета, еве сега, после питијадава, можете да направите една анкета со угостителите и да ги прашате од каде им се најредовните гости на во викендите за консумирање на пита пастрмалија, ќе ви кажат дека се од Скопје и од другите градови од Македонија. Велешани именуваат. Еднаш јадат од еден ресторан, еднаш од друг ресторан, значи сакаат да ги пробаат сите, бидејќи знаат дека секаде се квалитетни. А скопјани точно си имаат локал во кој што си доаѓаат на проверено да си јадат пита пастрмалија и да си однесат за дома. И токму заради тоа велешката пита е бренд. А бренд е станата последните години откако почнавме да ја правиме манифестацијата. Бренд заштитен знак на градот по кој што можеме да се пофалиме и како општина. А инаку бренд на градот да, но знаете како секогаш постои ривалство помеѓу Велес и Штип. Токму заради тоа. Питата. Значи различно е. Тоа и го кажав, различно. Они викаат пита пастрмалија, но нивната не е со пастрма. Не е со пастрма. Првите години кога почнавме да ја правиме манифестацијата, сакавме да бидеме отворени, да донесеме тука и од другите градови, да видиме која е разликата. И имавме гости од Свети Николе, имавме гости од Неготино, значи угостителски објекти кои што имаа своји штандови, имавме и од Штип. Јас лично го прашав производителот од Штип, има ли пастрма во вашата пита, тој не знаеше што е тоа пастрма. Да. Викам, зошто ви се вика питата пастрмалија? Па личи на пастрмка. Значи, младите, релативно млад беше господинот, младите не знаат што е тоа пастрма, меѓутоа од некогаш, кога старите ја правеле со пастрма, исто како и во Велес, останал насловот да биде пастрмалија. А меѓутоа не можеме да се споредуваме. Нашата е различна, е поинаква и со вкуси, со мириси, со изглед. Нивната е различна. Во тие нема јајца, се става канес има јајца, месо, само месо, се става зачин, црвен пипер ми се чини дека се става. И формата е подруга. Сосема друг производ. Значи, како што имаме сарма од лоза, сарма од зелка и така натаму, така и овде имаме различни производи. Имаме пита, меѓутоа различна. Ајде еве сега една информација корисна и за сите они од другите општини граѓани кои што ќе сакаат да присуствуваат на оваа манифестација. За паркинзите, кои паркинзи се ќе можат да ги служат. Еве знаеме дека од неодамна се направи нов паркинг позади гимназијата, колку и тој ќе служи.
Да, тој многу ќе служи, значи паркингот зад гимназијата, паркингот кај општина, паркингот во центарот на градот, сите други паркингот кај железничка станица, сите паркинзи ќе бидат во функција и сите ќе бидат обезбедени со редарска служба. Нема да се наплатуваат како во другите градови. Бесплатен ќе биде паркингот. Така, за тоа си има обезбедено редари, полицијата, значи нема да биде задолжена. Значи во соработка со полицијата, меѓутоа редарската служба ќе си ги обезбедува паркинзите. А од каде се има најавено гости дека ќе присуствуваат? Гости граѓани? Да, граѓани. Ги спомнавте скопјаните, дали можеби тие се највеќе Скопјаните се најбројни бидејќи во Скопје, нели, Македонија во мало. Скопјани се живеат во Скопје, ама се од сите делови на Македонија. Најбројни ќе бидат велешани кои што се во Скопје со нивните пријатели. Веќе се најавени поголеми групи на иселени велешани кои што работат и живеат во Скопје и кои што имаат свој круг на пријатели, на кои гордо им кажуваат и се фалат со велешката пастармајлија и сега ќе ги донесат на манифестацијата. Имаме повеќе млади групи кои што доаѓаат со организирано преку агенции од цела Македонија, има и од Струмица, има од Неготино, има од Гевгелија. Да, го спомнавме железничкиот превоз тука дека е бесплатен овој викенд. Да, тоа ни дава надеж дека дури и од Битола ќе имаме, оти многу доаѓаат од Битола, меѓутоа во помал број затоа што е подалеку. Сега со бесплатниот железнички превоз во овој викенд за пензионерите очекуваме да имаме гости и од Битола и тоа во поголем број. Знаете како, организирани се. Организацијата на жени си ги организира своите членки во другите градови и ќе ги донесе. Пензионерите си ги организираат своите пријатели од Сдружение на пензионери од другите градови и веќе се договараат да ги пречекаат, да ги донесат на питијадата. Значи, сите, цел град е ставен во функција. Да, ме и самите граѓани веќе си ги покануваат пријателите, роднините што ги имаат. Не ги покануваат, тие сами си се покануваат. Се јавуваат и кажуваат дека ние ќе ви дојдеме на гости за питијадата. Значи, цел град ќе биде... Да, на секогаш велешани се покажале во лично светло, нели дека се добри домаќини, гостопримливи. Ние очекуваме како организатори да имаме гости од дипломатскиот кор, очекуваме да имаме и наши колеги од другите општини кои што заинтересирано се јавуваат кога е најударно, кога да дојдеме, кога да пристигнеме. Очекуваме да биде се... Ке разговараме во понеделник за импресиите. Да, секако. Трета година поред веќе се организира и бекстејдж. Дали тоа значи дека и малку повеќе олесната работата и на медиумите? Да. Дефинитивно од година во година гледаме каде ни треба помош и каде ни треба простор за да можеме полесно да се представиме пред медиумите. Имаме организирано бекстејдж, веднаш во непосредна близина на бината. Тука има доволно простор да се одржуваат пресконференции, да се земат изјави од естрадните звезди. Ќе имаме направено побарање на новинарите, ќе имаме направено распоред која звезда кога ќе дава изјава и кога ќе се пласираат и резултатите од тоа колку е продадено, колку е испиено, колку е изедено на манифестацијата, така на 4-5 часа веќе ќе имаме информации како напредува продажбата, а со тоа ќе имаме информации колку од прилика имаме дојдено гости на манифестацијата. Меѓутоа не треба да заборавите, сите оние угостители кои што имаат штандови и кои што учествуваат со штандови на питијадата, имаат полни раца работа и во објектите. Да, исто така и тоа. Објектите се преполни, веќе имаат резервации направено за сите 3 вечери. И оние угостители кои што немаат капацитет или персонал или можност да закупат штанд на надвор на локацијата, веќе имаат најава дека локалите ќе им бидат полни со гости. Значи, сите угостители, сите производители на пита пастармајлија ќе работат со полн капацитет. Јас не знам и им се чудам како ќе издржат да работат 3 дена без прекид, затоа што навистина ќе работат без прекид. Да.
Само да напоменеме ви на гледачите да им соопштиме дека К1 телевизија ќе биде на терен, ќе ги прикажува во информативните изданија сите оние случувања од Велешката петијада. Секако тука ќе веќе нели кажавме дека ќе имаме и богата музичка програма, ќе имаме интервју, ќе земеме изјави од сите познати пејачи. Сето тоа ќе може да го видите само на К1 телевизија. И на крај, кои се вашите очекувања? Да помине се безпрекорно, безбедно, мирно, да докажеме уште еднаш дека сме извонредни домаќини, да бидат сите задоволни за да може повторно да ни дојдат. Значи, нашите очекувања се пред се угостителите, оние комерцијално што треба да заработат од манифестацијата да бидат задоволни, бидејќи градот ова го прави за нив, за стопанствениците, за да им помогне да се рекламираат, да се представат Како што треба во најдобро светло, а со тоа значи што ќе заработат, што ќе имаат и некој комерцијален ефект од сето ова, да покажат дека Велес е навистина достојно и пристојно место каде што се негува и традицијата и културата. Вие приметивте дека овде нема турбофолк, вие приметивте сигурно дека нема ни панаѓурски елементи во целата манифестација, дека тоа целото мора да помине достоинствено, така како што треба. И секако добра забава. Добра забава. Да. Да, добра забава за сите. Така, јас ви благодарам многу на денешното гостување. Се надевам дека се ќе заврши во најдобар ред. Велешани, сите граѓани од нашата земја ќе уживаат и во ова 13-то издание на фестивалот на питата и виното. Така, ви благодарам за поканата и еве јас една официјална покана до сите. Повелете, дојдете во Велес, нема да зажалите. Така, ви благодарам уште еднаш.